правата и потребите на лицата со интелектуална попреченост преку промоција на законите и презентација на проектните активности беше тема на денешната трибина која беше организирана во Дневниот центар за лица со ментален хендикеп Порака во Неготино. Денес во Неготино во Центарот за лица со ментален хендикеп Порака во Неготино се одржа трибина на тема правата и потребите на лицата со интелектуална попреченост преку промоција на законите и презентација на проектните активности. Како што изјави Гоце Николов од Порака, целта на трибината е подетално запознавање на бизнис секторот и на представниците на јавните институции за законската регулатива околу вработувањето на лицата со хендикеп. Целта на оваа трибина е по-прецизно и подетално запознавање на бизнис секторот, на представниците на јавните институции и на останатите представници од општествената популација за законската регулатива околу вработувањето на лицата со хендикеп, започнувајќи од Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп, каде во член 27 се регулира вработувањето, потоа со запознавање со Законот за вработување на инвалидни лица и тоа со кои стимулативни мерки ги предвидува законот, а исто така и кои даночни поттикнувања ги има работодавецот со вработување на лица со хендикеп. Исто така беа запознаени дека може да се формира и заштитни друштва. Значи, тоа е трговско друштво кое вработува најмалку 10 лица, од кои 40% од вработените се со утврдената инвалидност. Но посочивме и на проблемите околу неефективната реализација на законот за вработување на инвалидни лица и исто така и неговите бариери во реализацијата. Значи, имаме не слаба промоција на законот, исто така имаме одземена деловна способност на корисниците. Сите институции и организации кои работат во институционални форми на заштита, согласно Законот за социјална заштита, имаат обврска да организираат работна производствена дејност за корисниците со цел нивно оспособување за самостојно извршување на своите работни задачи. Па така, сметаме дека како алтернативна мерка за вработување на овие лица е нивно работно ангажирање. Ние имаме пример за тоа е проект со Лудвиг Болцман институтот и соработка со општина Неготино, социјално вклучување на лицата со хендикеп, каде тие го собираат пластичниот отпад и го носат на рециклирање. Развивме тука дискусија со бизнис секторот, да слушнеме нивни идеи за видови и форми на работно ангажирање на нашите корисници.